Здраво, ова е 173-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертар е Нотурно на Џанфранко Роси, во кој станува збор за портретирање на локалното население кое живее во Блискиот Исток, кое преживува снесувајќи ги последиците кои ги остава војната на нивните животи. Режисерот Роси се има одлучено да не се фокусира да го следи одвивањето на еден живот, односно на сингуларен субјект, кој што ќе го наблюдува низ годините, за да го прикаже неговиот живот и соочувањето со препреките и носењето со конфликтите, кои ги иницира војната пресметка, која постепено станува секојдневие за населението, туку одлучува да патува од држава во држава, снимајќи во Ирак, Курдистан, Сирија и Либан, што значи дека има пристап да се протне зад вооружените сили од различните завојувани страни, доближувајќи ги сличните последици кои ги испишува војната врз уништените животи на локалното население, така што се бришат границите за тоа кај и за што се војува, сведочејќи за абсурдната и бесполезна значенска намена на војната. Полифоната, односно корална форма, често ја користи Роси во своите дела, но во новиот филм е доведена и самата до екстрема, бидејќи се употребува различен јазик кој се говори во сегментите, се документираат разноврсни култури, се патува на дивергентни места, така што многу тешко е да се најде заемна нишка која ќе ги поврзе судбините на сите ликови, освен ако се земе предвид дека војната е тој именител кој го има својот свиреп разорувачки допир испружено во сите можни вињети уловени на камера. Може би представата во менталната институција, во која пациентите ги глумат припадниците на различното завојувано население, делува како синекдоха на творбата, интермедијален постмодерен филмски потфат, парадоксален со оглед на тоа што флоскулите на вистината ги говорат полудените. Меѓутоа се допира до еден врвен абсурд. Пристигнувањето на бегалците во Лампедуса на претходниот филм на Роси Fire at Sea го мотивира да оди во местностите од каде тие бегаат, односно во потрага на нивните корења, кај што имаат преостанато нивните сожители, со цел да се соочи со непријателностите поради кои бегаат, најчесто тоа се војните формации на ISIS, до налетување на ехо на војната која одекнува со немоста на секој снимен пейсаж, прикажувајќи го обидот за повторно градење на екзистенција. Иако нема интензивни снимки од војна, присутни се незините преживувачи, тие кои мораат да се носат со незините реперкусии, со возобновување на животи сведени на руини. Роси ги посетува локациите кај што имало екстремни пресметки со цел да ги прикаже како се носат невините жртви од цивилното население во денешницата. Самиот автор станува трагач по начелата на приказните кои треба да ги опфати, целејќи да ја исцрта хуманата димензија на субјектите, но нема јасни нишки со кои ги обединува нивните трауми, освен потребата за продолжување на животот по војната. Вознемирувачки се повиците на киднапираната ќерка, снимањето во психијатриската болница, кај што се одвива представата, која има лековита намена за надминување на траумите, плачот на натажените мајки, снимките од наплив на затвореници и нивниот молк, рутината на војничките, но најзагрижувачки се кадрите во кои децата ги цртаат убиците од ISIS и ужасите кои ги посведочиле, за кои сите погртни епитети не се доволни да го објасна на цртаниот хорор во кој гледаме ликови со огнени и ладни оружја во рацете, како ги масакрираат нивните најблиски. Овие цртежи никогаш нема да може да се избришат од нивните сеќавања. Документарен филм од овој калибар бара постојана обсервација, сотрпение, кое подразбира согледување на навиките на субјектите и добивање на нивната доверба за да се сподели поголемо парче од интимата, но кога ќе се постави камерата арифлекс на локација, се менуваат состојбите, ги трансформира изведбите на субјектите, а на Роси на крајот му преостанува само да филтрира од снимениот материјал, односно да иземе од наснимената содржина, за да вткае целесообразно дело. Дали тоа го има постигнато, колку има интервенирано во животот на субјектите, се прашања кои што неретко би си ги поставиле. Морам да напоменам дека во делото се сугерира снимањето на едно недофатливо чекање, абсурд на исчекување на пролонгирана иднина, која го поставува филмаджијата помеѓу антиципирање на опасноста и мирот.
Има некоја неискажлива неудобност во секој кадар, во кој евидентирани се последиците на преживеаниот ужас, но не се знае во кој момент може да се репризираат. Несомнено дека визуелната реализација на ова дело е воодушевувачка. Имено, Роси е снимателот кој ги употребува механизмите на филмскиот јазик за да кадрира прекрасни кадри со впечатлива композиција и живописни бои, филмски разгледници кои се сервирани на гледачот без контекст, дозволувајќи му преголема слобода со која ги интерпретира нивните значења, како што е лутањето на ловецот, например. Некаде филмот се доближува до визуелна поезија, некаде меандрира во фоторепортажа. Монтажата ја работи Јакопо Квадри, кој одбива да конструира структурална прогресија, задржувајќи по една винјета од животот на различни субјекти, а од една приказна до друга има пауза со неми транзициони сцени, откадрирани пейзажи, дали е дрво или поле во прашање, кај што има навраќање на лајт мотиви, како што е представата во менталната институција, или талкачкиот ловец, кој го има во почетокот, исчезнува и се појавува во финишот. Роси има за цел да ја впие есенцијата на субјектите и ја изведе во овие акцентирани постоења, меѓутоа фрагментарноста не го комплетира ова документарно дело, кое точно е дека го позајмува филмскиот јазик на играниот филм и во некоја секвенција е ефективно решението да се избришат границите и да се дезориентира гледачот, кој нема да знае каде се наоѓа субјектот кој го гледа во даден миг, без контекст и корелација со останатите субјекти, со по некој истрел во позадина и употреба на архивски материјал. Роси има снимено материјал од 90 часови во период од 3 години и ова е финалната целина која ја образува. Неговото одбивање да сподели детални информации за реоните, кај што сака да го опфати животот на обичниот народ по војната, се цели на тенденциозно прикажување на човечката димензија, а крупниот план е искористен за уловување на обезволени изрази на лицето, кои кријат неискажани болки. Велот на ноќта има функција да ги прикрие видливите лузни на војната, но не може да го избрише чемерот и јадот кој го има засадено во човечките животи, кои не може да се репрограмираат или да ги избришат сеќавањата, но се волни да создадат нови, своеволно, на овој или на оној начин. Џанфранко Роси својата филмска кариера ја започна со филмот Boatman од 1996 година, во кој крстареше по ганг, потоа отпатува во калифорниската пустина, кај што ги опфати трошните животи на жителите на Below Sea Level од 2008 година, за во изминатата деценија да го сними платениот убиец од картелите во El Sicario Room 164 од 2010 година, доловувајќи ги занемарливите животи на субјектите кои секојдневно оперираат низ римската обиколница во Сакро Грао 2013, пред да се препушти на снимањето на животот на бегалците кои пристигнуваат во Лампедуса во Fire at Sea во 2016 година, од што може да се заклучи дека од секојаш го интересирал животот на обичните луѓе кои оперираат од маргините на општеството и во овие занемарливи постоења ја наоѓа есенцијата, суштината на човечкото постоење и е пулен на генерацијата на документаристи која се угледува на делото на Фредерик Вајсман, кој одбива да се пензионира. Иако во филмовите од минатото цели да опфати живот на ликови на една засебна локација, доловувајќи ја комуната која се образува на неа, во новото остварување има мноштво на заедници во кои продира. Таа дисперзираност со која прескокнува многобројни граници со цел да го избрише нивното постоење, сметам дека недоволно добро е проникната во еден устредоточен наниз и немаат доволно заемни именители елипсите кои се образувани во монтажата. Филмот ја имаше својата премиера на Венецијанскиот филмски фестивал, кај што се закити со 3 награди: Арка Синема Джиовани, Сорисо Диверсо и наградата на Уницеф, а потоа играше во Торонто, Рејкјавик, Њу Јорк, Лондон, EFI Чикаго, Бусан, Токио, Гетеборг, Луксембург, дистрибуиран е од The Match Factory. Оваа година стана представник на Италија за интернационален Оскар, кој потајно се надеваше дека ќе го репризира успехот на Медена земја, но не ни успеа да дојде до кратката листа, а не пак да се номинира во категориите за најдобар документарен интернационален филм. Може би доколку ја сосредоточеше наративната структура на делото и образеше по конзистентна содржајност, наместо компилација од снимки на реперкусии од војната на Блискиот Исток, ќе имаше поголеми шанси. Сепак, врвната визуелна поетичност не е доволна. Ова е филм кој што има намера
да документира дека животот продолжува откако военото лудило ќе ја покоси земјата, од која ќе се роди нова надеж. Делото го занемарува постоењето на границите на земјите во Блискиот Исток, го дезориентира гледачот, осиромашувајќи го за потребниот контекст, но и без оваа компонента добиваме прекрасни визуелни прикази и травматични сведоштва на преживеаните воени ужаси од разнообразни субјекти, за да ја оформи зацртаната цел на која се алудира. Доколку се надминеше недоследноста на снимениот материјал и воспоставеше повешна меѓусебна корелација, односно реконтекстуализација, ќе се генерираше позначително дело. Ако морам да го еволуирам, тогаш Нотурно од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 173-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!